Poštovani predsjedatelja, poštovani kolegi, jaz v ovoj prilika pomalko, ki se obrnem na ekonomski aspekt, ekonomsko-kriminalno-koruptivni aspekt na Skopje 2014, tako što mnogo više spomenuvan i su pravo, ki je spomenuvan i od meni i od drugite kolegi. Pretpostavljam, ste svesni, дека za toj ekonomsko-kriminalno-koruptiven aspekt, ki ima ljudje su ime i prezime, koji što će bukvalno ke završati u zatvor, бидејќи огромен криминал до сега видлив се прави со проектот Скопје 2014, но он е другиот аспект, културно-политичко-идентитетскиот земјотрес, што ни се случи, што ни го приведе Никола Груевски. И вие, како луѓе што стиска на копчињата во име на тој проект, овој идентитетски земјотрес има многу пошироки и подолгорочни деструктивни последици за Скопје, за Македонија, пред се за македонскиот народ. Кога зборуваме за Скопје 2014, прво да разграничиме што е Скопје 2014. Многу патетично делуваат обидите на некои од пратениците на ВМРО да Скопје 2014, она е видеопроекција, 3D видеопроекција која што преку ноќ почна да се прикажува на сите телевизии во Република Македонија, која што се состоеше од фасадни градби, од споменици скулптури, а потоа се надогради со мостови од 2 милиона евра и со уште дузина нови споменици и градби, да се прошируваат градива со улици и патишта и сето друго што рекле вие Македонија 2014. Скопје 2014 е свесниот проект направен во 3D анимацијата, проширен и надграден од страна на власта на Никола Груевски. Јас тврдам, колеги, дека преку вашата теза дека во Скопје нешто се гради, дека тоа е добро, во темелите на секоја градба е содржана, е сочинета сериозна деструкција на македонскиот национален идентитет, сериозна деструкција на македонскиот ткиво и овој неоталибанизам од страна на власта ќе има долгорочни, ви тврдам, долгорочни последици за кои што и вие тука во овој пратенички клупи ќе имате сериозна одговорност, бидејќи молчевте и го одобрувате проектот. Значи, ќе задржам на делот околу забеганоста на проектот Скопје 2014. Ке треба многу ум, ке и многу експертско знаење, почитувани колеги, решителност, еден ден, барем да се ублашат крајно негативните последици од проектот Скопје 2014. Проблемот со целокупната културно-политичка рамка на Скопје 2014 е што тој не ја оштетува само нашата физичка стварност, туку ги урива сите вредности системи во културата, во естетиката, во идентитетот. Ги суспендира уставноста и правната држава, аспект за кој што говореше кратко колегата Села. Ја злоупотребува историјата да ги поместува сите темелни камења на националниот македонски идентитет. Штетноста на овој проект произлегува од неговата моќ да го дефокусира вниманието од јавноста, од неговите деструктивни долгорочни средства со една површна појавност направена преку фасадите, колонадите, скулптурите и мостовите од 2 милиона евра. Тој проект треба да се разгледува како партиско-пропаганден манифест на еден човек со име и презиме Никола Груевски, на една власт, на една партија на власт, како демонстрација на самовластие на Никола Груевски, кој ги донесува сите урбанистички, архитектонски и споменични одлуки. Тврдам дека Никола Груевски лично ги донесува сите урбанистички, архитектонски и споменични одлуки. Ова самовластие се реализира низ инфраструктурата на државните органи со јавни средства, со наши народни пари, а се изведува како еден вид на културен инженеринг кој сака да го промени идентитетот на нацијата, а граѓаните ги држи во постојана подчинетост, за што ќе говорам малце подоцна. Голем проблем на Скопје 2014 е што е донесен и изведен по сосема недемократски пат, преку ноќ на криумчаренски пат, преку заобиколување и насилно преправање на процедурите. До 2009 година, колеги, ова беше таен проект. Никој од вас не знаеше за овој проект. И ние сметаме дека напално недемократски се прави ваква радикална промена во центарот на Скопје, ваква радикална промена на градот Скопје, а при тоа се избегне мислењето на граѓаните и општата јавност во која што вие постојано лажно се колнете. Сите споменици од Скопје 2014, владата и општина центар ги реализираат со дерогирање на уставните процедури и уставните надежности на собранието на Република Македонија. Само собранието на Република Македонија, и тоа со балансирано мнозинство, може да донесува одлука за вакви споменици од државно значење.
Фанатична и криминална е, колеги, решителноста на владата да го погази уставот, законите, стандардите, да ги фалсификува процедурите, конкурсите, мислењата и согласностите, да ги инструментализира подчини и уцени, сите одговорни институции јавно да ја корумпира Македонската православна црква, да гази по правата на граѓаните, да тепа студенти на площад. Практиката во која државата ги корумпира и присилува архитектите да проектираат фасадни лушпи во непостоечки историски стилови е без преседан во слободните демократски држави во 21. век. Форсирањето на лажен барок и лажен неокласицизам е силување на професијата и злостор против есмефот против архитектите. Скопје 2014 ја оштети, ја избрука, ја обесмисли целата архитектонска струка, прегазувајќи сите закони кои што значат модерен град, урбан град. Повеќето апсолутистички режими на 20. век, прочитате книги, се повикувале на ваков вид архитектонски кулиси. Тешки, монотони, големи и скапи, за да символизираат својата вечна моќ и слава. Градбата на безсмислени колонади, кои ќе направат граѓанинот да се чувствува поданик, да се чувствува мал, што е случај сега со проектот Скопје 2014, е проверена техника кај сите тоталитарни системи, без исклучок. И тие го активираат, реално активираат рефлексот на починување на граѓанинот. Иста символична порака, отворете YouTube, отворете било која историска читанка, иста символична порака, иста архитектура ја преминувале и Хитлер, и Чаушеску, и Садам, и Лукашенко, и оној Лудвиг II, лудиот во Баварија. Затоа немојте се лутите кога ја споредуваме работите со Хитлер. Воопшто не е наивно, споредбите се многу јасни и многу точни. Тоа што вас ве боли, што видите молчеливи послушници на водачот, тоа не ви амнестира, ве прави само соучесници. Проектот Скопје 2014, накусо речено, од естетски ангол, ако сакате, е ефтин, површен, грд, груб, кичерски, накараден, недоличен, брутален, понижувачки, лажен и измамнички. Повеќето објекти во Скопје 2014 и покрај стотиците милиони евро фрлени на нив личат на сувенири во продавница, личат на фасади картонски како Диснейленд. Тие се и грди и груби, затоа што потекнуваат од ниски побуди, потекнуваат од политиканската желба на водачот да се допадне на широката јавност, на широките маси. Тие уште еднаш потврдуваат наједноставната дефиниција за кичот. Спој меѓу високи начала и ниски побуди. Спој меѓу грандоманија и фрустрација, психопатологија на лидерот и потреба за поданички менталитет на своите избраници. Колеги од власта, мислам дека вие не го разбирате овој аспект од Скопје 2014. Или можеби не сакате да го разберете. Ние од СДСМ го разбравме, ја прочитавме тоталитарната логика на Никола Груевски и на ова ВМРО-ДПМН. Затоа ви велам, ќе треба многу напор, ќе треба многу вода да потече, дури да се испере љагата што сите ние ќе носиме, што македонскиот народ ќе носи од овој измамнички идентитетски проект Скопје 2014. Уште кратко за антиквизацијата. Скопје 2014 е круна на проектот наречен антиквизација, кој што почна после фијаското на Македонија во Букуреш 2008. Представена како идеја за разоборување на престолнината, дека требало да биде поубава и помодерна, Скопје 2014 всушност представува моќна алатка за демонтажа на македонскиот идентитет, на македонската култура. И затоа во символички најцентралниот елемент во градот, во центарот на Скопје, на площадот, е ставен букефал, е ставен војнот на коњ. И кој тежде е де факто да покаже античкото потекло на македонецот. Антиквизацијата, почитувани колеги, која што толку ја критикуваме, можеби немаше да биде толку озогласена и опасна, да не беше проследена со уништување на целото македонско модерно наследство. Уништувајќи нашето модерно наследство, низ овој опасен културно-политичко историски ревизионизам, режимот на Груевски го прави истото она што соседните пропаганди го прават со децении, тврдејќи дека македонизмот е вештачка творба, дека е коминтеровска творба, дека е комунистички заговор. Целокупниот концепт на антиквизација не е само антимодерен, реакционерен, ултраназаден, туку и антимакедонски. Антиквизацијата ги потврдува децениските предрасуди и пропаганди на соседните земји
и ја прифаќа здраво за готово тезата дека македонците се вештачки и дека модернизмот на македонците, ова што го живееме последните 80 години, не постои, туку треба да станеме антички македонци и само така да го браним името. Тоа е фундаментално важна теза со која што ни се нарушуваат сите позиции и се срамиме пред нашите соседи и пред нашиот македонски народ. Владимир има реплика, повелете.